Почитувани советници, ја отвораме 11-та седница на Совет на општина Кавадарци закажана за денес. На седницата присуствуваат 19 советници. Отсутни нема. Констатирам дека кворум за работа има и Советот може полноважно да одлучува по предложениот дневен ред. Со решението за свикување на денешната седница доставен и записник од 10-та седница на Совет на општина Кавадарци, одржана ден 24.4.2018 година. Дали има забелешки по записникот од 10-та седница на Совет на општина Кавадарци, одржана на 24.4.2018 година? Ве молам за усвојување на записникот од 10-та седница на Совет на општина Кавадарци, одржана на 24.4.2018 година. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека е усвоен записникот од 10-та седница на Совет на општина Кавадарци, одржана на 24.4.2018 година. Со решението за свикување на денешната седница доставен и записник од 3-та воредна седница на Совет на општина Кавадарци, одржана на ден 21.5.2018 година. Дали има забелешки по записникот од 3-та воредна седница на Совет на општина Кавадарци, одржана на 21.5.2018 година? Ве молам за усвојување на записникот од 3-та воредна седница на Совет на општина Кавадарци, одржана на 21.5.2018 година. Констатирам дека записникот од 3-та воредна седница на Совет на општина Кавадарци, одржана на 21.5.2018 година. Со решението за свикување на денешната седница имаме добиено предлог на дневен ред за работа на седницата закажана денес и тоа. Прва точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за утврдување на градежно земјиште на простор на општина Кавадарци за 2018 година. Втора. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности за 2018 година. Трета. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за изградба и реконструкција и одржување на локални патишта во општина Кавадарци за 2018 година. Четврта. Одлука број 02/642/13 од 21.5.2018 година за изменување и дополнување на финансиски план за 2018 година на јавно предпријатие Комуналец Кавадарци, донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Пета. Одлука број 02/642/14 од 21.5.2018 година за донација на средства на синдикална организација на ЈП Комуналец Кавадарци, донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Шеста. Одлука број 02/615/4 од 10.5.2018 година за прифаќање на тромесечен извештај за работење на ЈП Комуналец Кавадарци, донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Седма. Одлука број 02/615/3 од 10.15.2018 година за прифаќање на тромесечен извештај за работење на мали хидроелектрични централи Лукар Доел Кавадарци, донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Осма. Одлука број 02/642/15 од 21.5.2018 година за изменување на статут на јавно предпријатие за комунални работи Комуналец Кавадарци, донесена од Управен одбор ЈП Комуналец Кавадарци. Девета. Одлука број 02/642/17 од 21.5.2018 година за прифаќање на прочитен текст на статут на јавно предпријатие за комунални работи Кавадарци, донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Десета. Информација број 03/663/1 од 17.5.2018 година од ЈП Комуналец Кавадарци. 11. Одлука број 02/642/10 од 21.5.2018 година за усвојување на ценовник за користење за крпање на ударни дупки на територија на општина Кавадарци, донесена од Управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. 12 точка. Одлука број 02/642/12 од 21.5.2018 година за усвојување на ценовник за одржување на хоризонтална сигнализација на територија на општина Кавадарци, донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. 13 точка. Одлука број 02/642/11 од 21.5.2018 година за усвојување на ценовник за одржување на локални патишта на територија на општина Кавадарци, донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. 14 точка. Одлука број 02/642/9 од 21.5.2018 година за усвојување на ценовник за одржување на
полски патична територија на општина Кавадаци, донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. 15 точка. Одлука број 02/642/8 од 21.5.2018 година за усвојување на ценов за одржување на сообраќајни знаци и столбови на територија на општина Кавадаци, донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. 16 точка. Одлука број 02/642/7 од 21.5.2018 година за усвојување на ценовникот за прередување на гранитни коцки на територија на општина Кавадаци, донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. 17 точка. Одлука број 02/642/6 21.5.2018 година за усвојување на ценовик за одржување на поплочени улици на територија на општина Кавадаци, донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. 18 точка. Одлука број 02/642/5 од 21.5.2018 година за усвојување на ценовик за одржување на урбена опрема на територија на општина Кавадаци, донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. 19 точка. Одлука број 02/615/7 од 10.5.2018 година за изменување на одлуката за одредување на надоместно за користење на пазаришен простор и други погодности од јавниот пазар на Кавадаци, донесен на Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. 20 точка. Предлог решение за изменување на представници на општина 20 точка. Предлог решение за именување на представници на општина Кавадаци за членови на Управен одбор на јавно предпријатие за јавни паркиралишта Кавадаци. Предлог решение 21 точка. Предлог решение за именување на представници на општина Кавадаци за членови во надзорен одбор на јавно предпријатие за јавни паркиралишта Кавадаци. 22 точка. Предлог одлука за преземање на право на собственост, користење и уредување на предмети, објекти, инсталации и друг имот на јавно осветување без надомест од КМГ ЕОЛ Пазар. 23 точка. Предлог правилник користење на собствено возило за службени цели. 24 точка. Предлог правилник за користење на средства за репрезентација во општина Кавадаци. 25 точка. Предлог правилник за начинот на постапка на користење на верна картичка на општина Кавадаци, локална самоуправа, картичка во општина Кавадаци, локална самоуправа, се изменува од страна на предлагачот, точките под реден број 26 до реден број 31 се иззема. Водиме редоследно точка 20. Предлог 26. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во собственост на Република Македонија на подрачје на општина Кавадаци за 2018 година. 27 точка. Предлог одлука изглед на фасадите на објект за колективно домување на улица Ринденска. 28 точка. Предлог одлука за утврдување на објекти од значење на општина Кавадаци реконструкција. 29 точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за обележување на значајни, настани и истакнати личности со спомен обележја. 30 точка. Предлог одлука за подигање спомен обележје, 4 спомен бисти на борци од НОП изработени од бронза. 3 бетонски постаменти обложени со мермер и една предна мермер плоча со постоечки постамент. 31 точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за активноста на општина Кавадаци во областа на спорт и млади за 2018 година. 32 точка. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко-планска документација за објекти надвор од плански округ. 33 точка. Предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на нова урбанистичко-планска документација за усогласување на намена на бесправно изградени објекти со намена на земјиштето. 34 точка. Предлог одлука за примање и давање донација материјално добро против пожарникарско возило за потребите на територијална противпожарна единица Кавадаци. 35. Предлог одлука за примање на донација информативен центар Кавадаци. 36 точка. Предлог одлука за примање на донација материјално добро изградба на спортски рекреативни справи за спортско-рекреативна зона на улица 11 октомври, парк Полана. 37. Предлог одлука за примање на донација на материјално добро, течно гориво Евродизел. 38 точка.
Predlog odluka za primanje donacija i davanje na donacije materijalno dobro motorno vozilo KAF Commerce Petar Doel Kavadac za potrebite na policajska stanica od opšta nadležnost Kavadac. 39. točka, predlog odluka za primanje i davanje na trajno korištenje nadležna stvari na biblioteka Fetkin Kavadac. 40. točka, predlog odluka za primanje i davanje na trajno korištenje nadležna stvar biblioteka Fetkin Kavadac. 41. točka, predlog odluka za otpis na stari i neupotrebljivi stvari teritorijalna protivpožarna jedinica Kavadac. 42. točka, predlog godišnji plan izmjene i dopunjavanje na godišnji plan za vrbotuvanje na opština Kavadaci za 2018. godina. 43. točka, predlog godišnji plan za vrbotuvanje na opština Kavadaci za 2019. godina. 44. točka, predlog odluka za davanje saglasnost za dočuvanje na sudska spogodba za reguliranje na međusebnite odnosi u vrska su sudski od predmet VPP broj 3/18 zaveden pred opštinski od sud Kavadaci se izima od strana na predlagača točke broj 57 i 52. 45. točka. Programa Tradicionalen festival Grozdober 2018. godina. 46. točka. Predlog rešenja za razrešuvanje imenuvanja na predstavnici na opština Kavadac za členovi v učilišen odbor na Kiro Spanđov Brko, Kavadac. Se izima od strana predlagača točka 47. 47. Barenje od IG Trade Ilija Doel Kavadaci, broj 101/1 od 26.1.2018. godine. Soglasno člen 59 od delovnika za работа на Совет на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за развој на општина Кавадаци до 2018 година. Согласно деловникот ве молам за произнесување по дадената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно благодарам. Констатирам дека е усвоен предлог положение од дневен ред да се дополни со точка програма за изменување и дополнување на програмата за развој на општина Кавадац за 2018 година. Дали има други предлози за измени и дополнување на денешниот дневен ред? Доколку нема? Дали има предлог? Блаже, дигаш, не дигаш? Повели. Дигаш па. Не, да држи да видам. Добро. Ако треба гласно да кажам, че кажа. А ти на гласно, ако реагираш, кој там ти сугерирам друга работа. Не, те гледам. Дигаш, пушташ, не сум сигурен. Не е како не е така. Почитуван градоначалник, почитуван председателе, почитувани колеги советници, присутни во салата. Бидејќи имате вие председателе и сите двајците координатори на советничите групи допис од компанијата Фени Индустри и сте должни, мислам таму пише дека се треба да ставите точка на дневен ред, а пошто бидејќи ви не ја ставате, така да предлагам точка на дневен ред нова, значи предлог одлука за враќање на логото заштитен знак на Фени Индустри давателна донација согласно склучениот договор за донација. Ова точка на дневен ред е поради причините тоа што логото, буквите на компанијата Фени Индустри, која што беше главен најголем донатор при изведбата и реконструкцијата на градскиот плоштад и истото беа поставени. Од некои причини, не знаеме кои се извадени буквите и логото на компанијата Фени Индустри од градскиот плоштад. Компанијата Фени Индустри има доставено и допис до градоначалникот и до општината, каде што барат да се постави, значи да се врати извадените букви и на кој што на допис има одговор од градоначалникот во интерес. Имам право да образложам. Значи имам право согласно деловникот да се образложи зошто се става точката на дневен ред. Значи не е само предлагање, има и член во согласно член 59 од деловникот треба да се образложи. Каде што одговорот од општината во интерес на јавноста може и да го прочитам, значи може не да го читаш одговорот, него прочитај го договорот за донација дека ми рече тука дека има договор. Јас имам право како сакам да образложам и што сакам да кажам. Се немој ти да ми кажеш што ја треба да правам.
Согласно, значи, горе да неспорен факт дека општина Кавадарци и Фени Индустрија имаат деловни односи и релации во интерес на подобрување на севкупниот животен стандард и живење на сите граѓани во општина Кавадарци. Но истовремено сакам да потенцираме дека во општината има и многу други општествено одговорни правни субјекти кои имаат донирано на општина Кавадарци, на тој начин има даден допринос во севкупниот развој на општината, а истите немаат истакнато лого на фирмата на општинската зграда. Согласно горе наведеното, за равноправен третман на сите субјекти кои преку донации учествуваат во напредок на градот, во сите сфери е извадено и логото на вашиот правен субјект. Истовремено ви укажуваме дека доколку постои заинтересираност од ваша страна за било какво рекламирање на вашиот правен субјект, може истото да се реализира преку постапка на издавање на просот за рекламирање. Значи, тоа е одговорот од општината, каде што ни... Колега, рече дека има договор за донација, за рекламирање. Прочитай го договорот за рекламирање, донација и рекламирање, да го видат јавноста, и ако некогаш, у некој совет, кај сум бил јас советник, рекламирам Г1 загадувачка на зграда на општина, не треба да бидам советник. Прочитай го договорот. Добро. И со тој одговор, да речеме, ни фирмата, ни па не верувам никој од граѓаните не е убедителен и не е својствен. Врз основа на тоа, исто така е пратен друг допис и барано да од Советот се стави на точка на дневен ред. Колега, прочитай го договорот за донација и рекламирање. Ни тука предлагам точка на дневен ред за враќање на буквите кои се извадени, а не договорот на донацијата, донаторството на Фени. Од службите или градоначалникот да образложе, а колегата, ако не го прочита договор за донација, да ги замолиме службите да го земат да го прочита, да го чуеме. Ча дадиме пред да дадам точката на усвојување. Дали има друг предлог? Може ли? Не, ако има друг предлог, одеднаш, да не става жал. Повели Јосиф Стојанов. Почитуван градоначалник, председател и колеги советници. Јас имам предлог да нема недоразбирање за овакви работи. Имаме донации и за кејот, имаме и за плоштадот. На овие две видни места што се за градот, да има една табла или две на видни места, да се кажат кои се донаторите на изградбата на тие два објекти, дали е за плоштадот, да бидат сите наброени. Не да биде, например, само Фени, дали е некој, не знам како, Метал и како се вика другите, дали може таквата... Благодарам, колега. Дали има друг предлог? Ако нема, двата предлога треба да ги даваме на гласање. Ако има 3, сите 3. Повели, позитивно. Че ги даваме предлогите на гласање. Колега, че ја ставам од говорница, кажи, нема од место. Имаме два предлози, ги даваме и двата. Едниот предлог и другиот на глас. Повеќе. Процедурално само да кажеме, Блајшо обавести до нас како советничка група се обрати Фени и ми беше кажано и дека до координаторот на ВМРО има писмо. Кога што ми кажа Зоки, не е стигнал, не знам зашто. Ќе кажам една работа. Ва е донација, колку што гледам тука, таа беше 2008, не 2010 година. Позамашна е донацијата, големи пари се дадени за општина Кавадарци. Сега општина тук се држа до некои договори, дали требало да стоат буквите или не требало да стоат буквите. Поминаваме еден куп донации тук, па никој не им даде договор дали треба на тие фирми да му стоат, што донират имињата на фирмите. Ја имам генерално став, тие што донира пари за општината и треба да му стои фирмата. Тоа не е никаков проблем и мислам дека една волку голема компанија што значи многу за Кавадарци, што вработува еден куп луѓе и Кавадарци има големи бенефити од Фени, да му се изваде логото, мислам дека е грешка. Ставот на СДСМ е, ако оваа точка не помине на дневен ред и да дебатираме по неја, СДСМ и коалицијата ќе напуштат седницата. Благодарам. Колеги советници, имаме два предлози за ќе дадеме збор на градоначалникот и гласаме по двата предлози за дополнување. Неговиот предлог
имаш на Блаишно? Имам предлог од колега изјасни се дали е предлог како точка на не, точка е. Таа е добра. Не е у расправата, тоа е предлог на точка е. Председател, имаш предлог од Блаже Тасев. Јосиф, значи, по истата точка може, ако е по истата, можеме и таа одлука да гласа. Не, друга точка. По истата точка дава предлог. Дополнување. Под иста точка и дополнување на предлогот да има компромисно решение за сите. Благодарам. Процедурално. Ајде. Значи, председателе, имаш предлог од Блаже Тасев. Да. Точката да се туре на дневен ред, да се изјасниме по неја. Значи имаме точка на дневен ред што ја предлага Блаже Тасев и дополнување на точка на истата точка. Една точка е тоа. Вака се. Точката што ја предложи Блаже Тасев со дополнувањето од колега. Ајде. Чувам председателе. Значи, има точка на дневен ред, предложена од моја страна. Нема дополнување и никој нема право да дополнува точката на дневен ред. Може само да предложи нова точка на дневен ред. И не знам како има два предлози. Значи, ако има две предлози, има две точки на дневен ред. Благодарам. Значи, мојата точка на дневен ред треба да се изнесе само по мојата. Јосиф, повели. Предложи си нова точка. Јас предлагам нова точка, да биде со моето излагање претходно. Благодарам. Го кажав исто. Точката да биде за сите инвеститори. Не е по него, различна. Сега си предлагам, веќе си предлагам точка, не мора да биде изнесена. Ај колега, повели. Следна точка, 57 или која е поред таму, предлагам да за сите инвеститори и во иднина и до сега што биле, например, да има на секој објект кај што ќе бидат инвеститори една огласна табла кои се тие. Да бидат сите опфанати, не само еден инвеститор. Повеќе сигурно ги има, тука и општината, тука и инвеститорот од другите различни фирми, сите да бидат опфанати и да се знае од кого е тоа, за повеќе генерации. Благодарам. Точката што ја предлага колегата е донаторите што донирале во плоштадот да бидат на табла соодветно средена испишани сите како што е во црквата. Во црквата има направено табла и сите донатори се испишани. А овде точка на Блаишно. градоначалникот има збор да даде образложение, пошто беше повикан. Беше повикан, мора да образложи. Градоначалник повикан. Почитуван председател, почитувани советници, почитувани службеници, граѓани на град Кавадац, општина Кавадац. Гледам дека од лични и од политички поводи многу интересна тема се отвори за тргањето на буквите на една компанија од видно место ставени во општина Кавадарци и атрактивно место. Јас тука би образложил првично зошто се тргнати буквите. Во општина Кавадарци има служби професионални кои се работат својата функција и се што е на нелегален начин и не се одведен начин ставено, ние од ден на ден се трудиме да го тргнеме од нашите општински згради, јавни институции и урбана опрема. Така да, не станува збор тука за тенденциозно према некоја фирма или било како, и многу ми е криво денеска што се собираат политички поени на таа гледна точка, па поготово со излагањето на координаторот од Социјалдемократскиот сојуз дека ако не се ставе точката на дневен ред, ние ќе напуштиме седница. Тоа е уцена, класична, и ваше право, како ќе правите, не ви се мешам во таа политика. Меѓутоа, да ви кажам дека вие се истите, ти како координатор, што првиот ќе бидеш последна година и ќе напаѓаш зошто стоат буквите на фени тука и дали некој за тоа зима пари. Значи, како ви одговара политички, така си го правите мојавицата. Не е фер према граѓаните тоа. Јас многу коректно и дискретно одговоривме на Фени Индустри и немајќи од каде што се обратија до Советот на општина Кавадарци. Во кое својство Советот на општина Кавадарци, со кој легитимен закон ќе ни наложи нас да ставиме букви на собраниста зграда? За тоа си има закон за рекламирање, си има правилник за рекламирање, има простор за рекламирање. Соодветно се издаваат просторите врз основа на цена. Не можеме со одлука на Совет да разговараме, да дебатираме за рекламирање на било кој правен субјект.
во договорот за донација, кој што е даден од тогашната фирма Фени Индустри, која што сега во моментот не постои, е Фени Индустри во стечај, и ќе биде во ликвидација најверојатно, затоа што се плаја план за реорганизација, ќе има нови собственици и тој правен субјект не постои. Ние ако сакаме, ако сме многу емотивно врзани према фероникелот, ја би предложил дај да направиме фероникелот да биде заштитен знак за општина Кавадаци, како што е грозој од грозд, од грози. А не фирмата Фени Индустри или Фероникели или не знам која фирма утре да биде заштитен знак за Кавадаци. Така да, воопшто не станува збор за нешто неправилно да е тргнато, него станува збор за класичен договор за донација од 2010 година или 9 за донирање на гранитни плочки во градски плоштад Кавадаци, каде што никаде општина Кавадаци нема никаков услов, ниту законски, ниту морален, за да го истакни на такво видно место тој донатор. И ја би прашал, уште еднаш, кој ги изработил буквите, врз основа на кој правилник и врз основа на која дозвола се поставени истите букви на собраниската фасада. Значи, ако имате таков документ, во тој случај тоа е со некој вид на одобрение за поставување на пано, на рекламно пано или било како. Нема таков документ, тие се ставени на добра волја, не знам на чија волја и не знам од кои се изработени по кои димензии. Така да станува збор за класично злоупотребување на општина Кавадарци и на службата. Инаку да ви информирам дека општина Кавадарци има прекрасна и супер соработка со сите правни субјекти во општина Кавадарци, поготово и со новите собственици во поранешниот комбинат Фени Индустри. Така да сме на добра линија, а за секој донатор кој што има донирано во општина Кавадарци е соодветно истретиран. За ваша информација, Фени Индустри има добиено плакета од општина Кавадарци за иста донација, лично од градоначалникот и од службите дадена, и плакета и благодарница. Така да секој е запазен на соодветен начин. Значи, јас во иднина ви препорачувам и вака ви предлагам да не навлегуваме во политички мотиви за нешто што е од општествено значај. Благодарам. Господине градоначалниче, не планираме да купуваме ни да правиме политички поени, СДСМ е сериозна партија. За ваша информација 11.000 гласа стоат за СДСМ. Не знам зашто ве нервира толку Фени Индустри, шо толку се изнервирате па да го тргнете логото. Фени Индустри 10 години а спонзорира кошарката во Кавадарци. За ваша информација. Ако било незаконски поставено логото, господине градоначалнич, 8 години, зошто никој не одговара во општина за тоа? Ако не било по закон, се правдаме тука на закон. Каде е тука законот? 8 години се рекламирал некој незаконски. Господине градоначалнич, зошто не кажете кој го уништи Фени и кој сега ваа година се труде да го рестартира Фени? Господине градоначалниче, зошто не кажете кои луѓе го вршеа превозот у Фени? Кои луѓе, кои фирми го уништија Фени пред една година? Друга информација, господине градоначалниче, за закон. Како може у општина од Излог да стане кафич? Колега, а по точка на 9. Значи, се извинувам. Да не одиме во крајности. Се извинувам. Значи, ја бев советник, колеги сум 5 мандати. Се извинувам. Да не одиме у лични. И друго. Се извинувам. Пред месец дена на хитна седница на Совет ни ставите точка за ИГМ. Сега пак ставате. Шо е проблем точка за Фени да биде на дневен ред? Па да дебатирам, ако не помине, Боже мили. Чао и пријат. Благодарам. Точката ќе ја ставиме на дневен ред со гласање или ќе ја ставиме или не, зависи од нас како гласаме. Ќе дебатираме, ама не можеме да го кршиме законот на институција. Ние треба да знаеме дека Фени е у зона на Г1, тешка загадувачка индустрија. И да донесеме одлука да го рекламираме баш на зградата на општината. Не ја правела општината Фени. Фени има учество во местење на мерки. Заедно со уште 10 фирми. Зошто тие 9 да ги нема, Фени да го има? Убав е предлогот од колегата.
Ја ставам, не може, доста ти лаже. Ајде, ја ставам. Ја ставам твојата точка. Ајде, оди има да ме убедуваш дека Фени. Не убедувам. Ајде. Вака, најмалку јас и лично или емотивно реагирам, па најмалку сакам некој да користи и политички поени од точката на дневен ред што е поставена и вадењето на логото на Фени Индустрија. Не знам зошто така градоначалникот мисле, но не ми беше таква ни целта, ни вакво. Само по реакцијата негова на вадењето на логото, од кои причини баравме компанијата Фени Индустрија, кај што јас сум вработен, да даде образложение, и кој што образложението што е дадено за нас е нереално, не знам как да... И не сум завршил. Ајде, заврши, јас тужам. И тука викате дека некој незаконски. Добро, некој незаконски, ако работел точно дека има институции, треба тоа да се постапува. А што се однесува до рекламирањето, во Законот за донација и спонзорство во член 9 убаво стои дека секое донаторство од секоја фирма, поставувањето на неговото име и лого не представува реклама. Што значи дека Фени Индустри е најголем донатор во реконструкцијата на градскиот плоштад од негде сума околу 15 милиони денара или околу 250.000, каде што и целокупниот проект беше на таа сума. Така да поставувањето на логото во согласно на членот на 9 од Законот за донаторство е поставен. Значи, ако не е вметнат во договор, тој може пропуснат самата локална самоуправа или пропусна некој кој што сега се бара да се исправи. Даже само кратко ќе информирам, да не испаде некој правам реплика на точка што ќе ја предложам, ќе ја дадам на гласање, него Фени има ставено капија на рудникот и ја брани планината. Зошто тоа не го дебатираш? Не законски. Дали имат законски ставено рампа и барат влез, пасош, лична карта и пасош, не барат на граница, Фени бара граница на луѓе што се од локално население. Ајде, ме разбираш, на капија на... Па сега одиме у крајности. Ние викаме дека Фени дало донација, ние сме благодарни, ја беви у претходниот совет и треба да го ставиме рекламирањето на сите фирми на тоа што го правил, не на општината. Не ја правеше општината Фени. Или сега ти сакаш да кажеш дека го сакаш многу Фени да не претрпиш некоја измена на работа. Одиме точката од едниот и од другиот советник ги ставаме на гласање. Прво точката од Блашко ја ставаме на гласање. Кој е за? Седум. Кој е против? Не ви требам доста. Колку има? Доволна? Нешто видам раздржа. Нека видат 9, не 9, нека видат. Двајца додржа. Одиме на втората точка, ја ставам на гласање. Кој е за? Процедурално. Да ги гласаме точка на точка. Кој е за втората точка? Процедурално имам за ваа точка. Процедурално. Ајде. Пошто оваа точка не се успеа да се туре на дневен ред, за нас како советска група битна точка за една од најголемите компании во Македонија, СДСМ и коалицијата ќе напушти седницата. Благодарам. Одиме со втората точка. Кој е за? Втората од колегата. Дигни за тај добро да се дигните за. Добро. 5. Де да видиме колку е за 5. Добро. Кој се против може да биде послушан? Ниту едната, ниту другата. Ниту едната, ниту другата. Сакам да дам еден коментар околу ова што до сега гледам
се натегаат и едни и други. Прво, Г1 е зона, значи, загадувачка индустрија, значи загадува. Број 1. Факт е тоа дека што го спомна и колегата Галис, дека некои фактори во државата политички се обидоа да го затворат и го затвори, а некои се обидоа да го рестартират и го рестартира, и тоа е факт. И јас од секогаш ме третира како да сум непријател на ФЕНИ, тоа не е точно. Зошто не е точно? Затоа што секогаш сакав принципиелно да работат. Одиме кон Европа, европски стандарди да имат. И тука не гледам никаква пречка, што е тоа што ми смета, господине координатор, ми смета која имаме точка за комуналец, директорот на комуналец е овде и службите. Која имаме точка за некој училиште, тука ја не гледам представник на ФЕНИ. Значи не гледам представник на ФЕНИ и сакам да видам кај се тие. Со тоа мислам дека не негираат као совет, не негираат као председател на совет, негираат као градоначалник и негираат воопшто. Таква негација ја лично нема да прифатам. Се свагам дека донирале 250.000 евра и тоа е точно, ама е вака да видиме. Сите вие кои имате дворни места, плачате вода на дворното место. ФЕНИ не плаќа вода на дворното место, што значи таа донација од 250.000 евра што има дадено, 1-4 пати му се има вратено, само што не плаќање на вода. А знаете, и водната заедница велат вадел, не вадел, плаќаш. ФЕНИ не плаќа. Се кој на кого му донира, дали општината донира и не знам зашто не ни даат на општината плакета дека ние ги ослободивме од таа работа. Тоа е околу донацијата. Друго, сите сте биле од прилика нели во Углјевик и знаете дека таму се плаќа околу 2 милиона долари еколошка такса. И дека тие луѓе таму, нели, во однос на инфраструктура, во однос на болничка опрема и така натаму немаат проблем. И се што е поентата? Би сакал да биде тука, знаете зошто? Значи имаат они извршен директор, менаџер, имаат конзорциум. Сакам да дојдат да се договориме овде. Значи не може да не негираат као совет, зашо е тоа што ние би требало да се договориме со градоначалник, со сите нас као советници, со председател на совет. Може би телото ги измешам, но си има хиерархија како треба тоа да се направи. Зашто и партиските лидери не да викнат, зашо е тоа што треба да се договориме за да бидеме партнери понатаму. Да се договориме бидејќи сега ова е некоја нова фирма. Таа отиде во стечај старата. Че имали филтри? Како ќе биде односот на загадување? Значи ништо ние не бараме осем принципиелно она што Европската унија го практикува сегде кај што има тешка загадувачка индустрија. Што е тоа што и понатаму ќе го донират, затоа што знаеме руда доаѓа од Доминиканската република или не знам од каде. Значи ние не можеме да го соприме тоа што значи што велеа на телевизија дека е грабеж, дека толку милиона евра, дека Македонија немала од тоа долар или средства дека отишле настрана, може би тоа ќе се смене. Ама што е тоа што зашто треба да се договориме? Че имали филтри. Тоа што го имаме коментирано години назад. Ше пред 2-3 градоначалника кој бе овде. Че имали контрола од местната, од општината, дали функционира тие филтри? Отиде треба да ви кажам дека на пулмологија половина се од Кавадарци, а половина се од цела Македонија. Ајде не и набедам дека се од нив, но факт е дека е така. Факт е дека имавме 402 закупа тогаш, кога Велес имаше 406 закупа со 62.000 луѓе. Значи не бараме многу, што бараме принципиелно да има филтри, да се запази екологијата. Затоа треба, господине координатори и сите советници, затоа ние треба со нив да разговараме. Треба да разговараме за тоа, возат ли нашите камиони овде? Дали смеат да влезат други камиони, дури нашите камионџи не поминате тука? Мора ли сето тоа да оде преку Фершпет? Не може ли ми ние да формираме една таква не институција, нели фирма, компанија, што од тука ќе го раководат? Ама за тоа, господине Галис, ние треба да разговараме, а за да разговараме, тие треба да бидат овде. Како да бидат овде, како точка на дневен ред нема тоа, как ќе дојдат? Ако има предлог, треба да дојдат. Па ајде да одложиме за следниот пат и нека дојдат овде. И нека дојдат и дај да се договориме, не само да се договориме, нека крснат нешто и на папир нека турат. Па да видиме и кој суд ќе биде надлежен ако некој измрда.
И сега не можам ја да му одговорам на луѓето, оти нема патот на Белград, него прави градоначалникот, ни излага, вика, до мај почетокот ќе го направи, оти изгура не дават му, викам. Сега ќе простите на израз, да ма вака е. Значи не може никој да го омалажува, ниту градоначалникот, ниту советот. Значи рете, господине Галиси, рете сите, јас гласав за тоа, може би ќе гласам ако дојде да поминат, ама рете овие работи да ги разјасниме, да дојдат овде да се договориме. Не може советник еден или двајца или делегација дојме таму и да зависиме чуваро дали ќе не пушти. Не зборувам за нели рудникот кај што беше, зборувам и во Фени. И не се слагам и со тоа нели и само градоначалникот да договара и да се консултира око таа работа. Треба да и ние да бидеме таму. А во однос на тоа, дали има реклама, дали ќе нема реклама, можеме да го договориме тоа. Макар и нека биде и логото само, ама да го договориме тоа. И не гледам тука политички поени, да се спомна и политика. Факт е дека нели нешто се случи со Фени, факт е дека тоа се случи не беше добро, факт е дека имаше обид да се рестартира, 250.000 евра дадоа, ама па 3 милиона дадоа за плата да земат. Ајде не рекачам дека владата на СДС ми ги даде, да не ме сватите вие од левата страна погрешно. Сега, донира или не донира? Па само за вода ще требаше да платат 1 милион евра требаше да дадат. Оти и на Ристо Сакалиев, Митко Јанчев плаќа вода према дворно место, они не плаќат. Дали се привилегирани? И дај да видиме таа привилегија што ние сме им ја овозможили, а не ни дале плакета која што ние им дадовме, дали можеме да ја канализираме на поинаков начин? И ја верувам дека они ќе имат разбирање за ова. Нема е тешко на директорот извршен да дојде. На крај не мора да биде јавна седница пред медиумите. Дај да се собереме као советници, да се организираме, да видиме што е тоа што ние би можеле да го побараме од нив, да видиме тоа што тие ќе го барат од нас и да имаме, би рекол, една партнерски прекрасна соработка. Овака само ќе тераме нинат. Вакво прашање не се решава со прегласување, верувате ми. Ја не верувам дека тие 800 луѓе што работат и не знам колку 100 или 200 камионџи нели од ова ќе имат некој час. Професоре, банално прашање, ние не може да туриме да дебатираме по него. Можеме ако дојдат, господине СДСМ у 5 месеци побара една точка да стура дневен ред. Ворете, нека дојдат представници, еве, да не зборам од нивно име, ама верувам дека ќе биде ставен. Дај да се договориме со нив, да имаме партнерски односи. Ова не е партнерски однос. Ја така мислам. Ова не е партнерски однос и мислам дека не оди во прилог тоа што ќе го направиме, ако го направиме, ако решиме да излеземе, ќе излеземе. Мислам дека треба да бидеме овде конструктивни и не верувам ја дека овде се работи за инат. И не верувам дека некој решил тоа вака, да биде секој има своја причина, а и знаете, дури нема средба и да има нели опортунитет и да има несогласување, не може да се средат тие несогласувања. Разбирате? Па и градоначалникот најверојатно, ако не знае че му текне дека тогаш кога имавме несогласување со Тиквеш, тоа беше и на штета на нашите сограѓани, па еден камион не возеше од Скопје. Сигурно и тој знае дека тогаш кога ќе имаме добри односи со Фени, ако не друго, барем можеме да истуваме дури нашите камионџи, кои штука плаќа данок не возат, друг да не сме да влезе. Кој што е во ред. И еден куп други работи кои што ја од вас ќе барам предлози, што ја сега не е во ред и да ве гњаваме, и не излезе процедурално како да земам точка на дневен ред, а мислам дека вака треба да направи. Ето тоа е мојот личен став, а ако решите нели да се напуште, ја ќе напуштам седница. Колеги, само ја да земам збор, значи колегите од СДСМ, ја ќе ги замолам како председател на совет да ме изслушат и после нека одлучат дали ќе излезат. Колку што сум ја СДСМ, тука не е никој. Тоа е факт. Не, тоа е факт. Само да се дослушам. Градоначалник, не, да се дослушаме. Значи, Фени ни го мешаме со партија. Колеги, кога носиш одлука, како СДСМ или како ВМРО, да рекламираш Г1 на општина, политички поени губиш. А некој, ако има интерес и вас, како советници, ве манипулира, тоа не е окей. И слушайте, ВМРО се компактни и итри, умни и се спремат за избори. Не е координација. Говор. Колешке, манипулација ви праве некој, јас не знам кој, да ја, како советник, донесам одлука да Г1 го рекламирам на општинска зграда.
И викаме ниче напуштиме седница, имаме точки што треба да дискутираме. Ако некој после, на последната точка, кога ми требаш да гласаш, те нема, и донесиш у Кавадарци да ги еден, ти нема вечер да останеш у Кавадарци. Значи имаме последна точка, може некој ве провоцира и да му даде шанса да гласа Г1 у Кавадарци. Треба да прекинам седницата. Ради тоа што Фени носиме одлука да го рекламираме таму кај што може и да плате, ние го жаламе, Фени нема да плати 100 евра за реклама. И толку многу се повреди партија СДС. Па затоа партијата се прави во секти. Не ви е никој крив, СДС не глаше се за вашиот предлог. И вие сега напуштите седница. Значи вие не гласате за вашиот предлог. Фени не е тука. Фени е само... Па човече, имаме... Колега, не од место, ќе ти дадам збор. Има влајшо да туриме, да дебатираме по вас. Ја ставивме точката... Туриме, па нека пати на дебат. Колега, ја ставивме точката. Колега, точката не ја... Кажа, СДСВ ќе напуштава седница, решава... Колега, напушти и слушај ме што ти зборам, напушти. Значи, Блаже си донесе одлука, даде предлог и предлогот падна. Па ја гласав против предлогот што го даде Блаже. Блаже не е СДСМ, во ВМРО е. А предлогот, да сакаш да го прекинам говорот и на сред говор пауза да ти дадам. А не можам. Не можам. Предлогот на СДСМ беше добар и вие не го поддржавте. Овој предлог беше добар. Овој предлог беше феноменален за сите. Ја го гласав предлогот на СДСМ, не го гласав од ВМРО. Значи нашиот предлогот на СДСМ го гласав. И ти, ама на ВМРО не го гласав, не ми се свиѓа предлог. И не го гласав. Па не е почната, сега ние изгласавме дневен ред. Благодарам. Ајде, Развигор. Развигор процедурално, па Блашко процедурално. Почитувам председателе, колеги, ај ве молам. Градоначалник, колеги советници, очито ние денеска тешко да почнеме, а камоли и да завршиме. На еден обичен предлог од колега советник да се ставе точка на дневен ред, половин саат се и повечко дискутира. Налет на сетата се одби предлогот, а ви дозволујте още да се дискутира. Колега, благодарам, да не губиме време, прифаќам. Чекај, не сум завршил. Значи, на еден акт што го издал градоначалникот, да се симне лого на фирма поставено на плоштадот. Има предлог да се врате. Предлогот не се усвои. Остануе на Фени како фирма да си туже или кривична да му поднесе на градоначалникот. Нека гонат градоначалникот, он натргнал. Зошто ни сега да го врачаме логото? И предходно нема одлука на Совет таму да се постави. Тоа е на диво турено таму. Развигор, ние сме биле советници, не сме Па не го гласаме ни тоа да го тури. Требало да реагираме, наша е вина. Значи, вон секој разум и за дискусија понатки, кој што мисли дека градоначалникот ги прекршил законите за поставување на постаменти на јавно прометна површина, дали е биста, дали е лого, било што и да е, нек го тужи градоначалник, он го издал тоа решение. А не тоа да се печкаме сега, че расправаме или нема да расправаме. Таа точка не се усвои и се завршува дискусијата. Благодарам. Процедурално Блаже или шо бараш? Повери. Почитувам председателе. Еве ти уште еден доказ дека точката на дневен ред требаше да биде ставена. Значи гледаше колку има и колку имат изразено желба за сите да дебатират, да разговарат за точка на дневен ред кој што е за Фени. Блаже, не можам ја ако 5 луѓе барат да не се стави, ја да ја ставам. Ја ќе го скршам деловник. Јас кажав само причина зошто требаше се ставе и требаше се гласа за. Ако ти не си гласал, окей. Значи тоа ти кажувам како причина. Но испадна... Не е тоа процедурално. Значи сега процедурално ти ми кажуваш зошто точката со 5 гласа за не си ја ставил на дневен ред. Тоа не е процедурално. Не, тоа е причина за да гласаш и ви. Ама тоа не е процедурално. Немој сега да... Испадна затоа што претходниот говорник излези без да предложи точка на дневен ред, кажа... Тоа е процедурално. Па сега кажувам. кажувам. Ти мене ме тераш со 5 за да ја ставам на дневен ред. И тоа ми кажуваш дека е процедурално. Тоа не е процедурално. Што дозволиш? Дозволувам процедурално. Ама не ме прекинеј.
Ама не ме прекинуј. Не те прекинуваме, тераш по 5, за да ја ставам на дневен ред. Не можеме. Добро. Претходниот говорник кој што испадна, колегата Ташо, кажа многу позитивни и негативни работи кои што е во... Дали е Ташо што кажа? Да. Да. И пошто бидејќи кажа многу работи кои што се и позитивни и негативен ефект. Колеги, бе, сакам да гласаме дневниот ред, одиме на пауза. Да заврши колегата. За него може 100. Можам да констатирам дека бидејќи советникот праша зошто нема присуство на властени лица од компанијата, само можам да прашам дали воопшто од општината било кој некој доставил покана за да присуство. Јас сакам да одговорам. А 5 минути пауза. Од прво до 19-то прашање имаме дискусија заедничка, поединично ги гласаме. Дали се слагаме? Од прво до 19. Извинете. Одиме на гласање на дневниот ред. Кој е за? Благодарам. Одиме од прво до 19 прашање, дискусија заедничка, гласање поединечно. Кој бара дискусија? 19. Доколку никој не бара дискусија, повели Жане. Почитуван градоначалник, почитуван председавач, почитувани колеги советници, уверени и гости. Јас ќе направам еден осврт во врска со втората точка, која што се однесува на програмата за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности за 2018 година. Во точка 1 станува збор за комунални дејности што ги реализира општина Кавадарци преку надлежните служби, во кој што во позиција А се однесува на набавка, транспорт и поставување на урбана опрема, во позиција Б се однесува за набавка на знаци, опрема за семафори и друго, поправка и одржување на семафори. Во точка 2 комунални дејности што ги реализира јавното предпријатие Комуналец се дополнува со тоа дали ќе има примена на Законот за јавни набавки. Што е суштината? Се користи член 10а од Законот за јавни набавки со цел кој што го прецизира член 10 од Законот за јавни набавки и се однесува на исклучоците кога не се применува Законот за јавни набавки, а тоа е кога договорот од страна на договорниот орган, во конкретниот случај општината, се доделува на правното лице во случајот јавно предпријатие Комуналец, кој е основано да врши дејност од надлежност на општината како единствен основач на јавното предпријатие Комуналец, кој врши надзор за неговата работа и предметот на договорот кој го реализира самостојно и без подизведувачи. При тоа констатирав дека примената на овој член од Законот за јавни набавки да не се спроведува за постапки за јавни набавки за комуналните дејности и тоа урбана опрема, одржување на поплочени улици и прередување на гранитна коцка, поставување и одржување на сообраќајни знаци, одбележување на хоризонтална сигнализација, одржување на локалните и полските патишта. Од ова сметам дека ќе има повеќекратни ефекти. Голема заштета во вредноста за реализацијата на договорите за комуналните дејности, кои претходно ги наведов. Јавното предпријатие Комуналец проектира значителен приход од оваа работа, околу 7.200.000 денари. Тука имаме јасно уредување на тарифите за услугите од овие комунални дејности, што ние како Совет ќе донесеме одлуки. Потоа ќе има голема ефикасност и поголем обем на реализација во решавањето на проблемите и интересите на граѓаните,
токму од областа на комуналните дејности, а секако дека самата општина че има непосреден надзор на органите на општината во квалитетното изведување на работите од овие комунални дејности, кои што ќе бидат предмет на договорите помеѓу општината и комуналец. Исто така сум сигурна дека ќе имаме намалување на досегашните проблеми во врска... 5 минути пауза, немаме кворум за работа. Па чекай, може некои си излезени за гласање, ќе се вратат. Јас имам точка да... Не може на сред точка да ме прекинеш. Ајде, немаме кворум за работа. Може да Без дебатираме. гласање ќе дадеме пауза, дури не направиме 10. И сакам да кажам дека со тоа че ги надминиме досегашните проблеми во врска со навремено и квалитетно решавање на потребите на граѓаните од услугите на овие комунални дејности. Давам целосна согласност и поддршка на оваа програма и на сите одлуки кои што следат во натамошниот дневен ред во врска со истата. Ова се однесуваше на точка 2. Јас би дала осврт и на програмата, односно тромесечниот извештај за работата на јавното предпријатие Комуналец Кавадарци за 2018 година. Во извештајот за водовод и канализација, во овој дел би сакала да поставам и прашање до директорот, бидејќи се изготвуваат програми за овие канализациони и водоводни линии. Прашање е кој ги изготвува овие програми и дали овие програми навремено ќе се реализираат, ќе се изготват за да може да се пристигне со реализацијата, за да може да се искористат средствата од КФВ банка за планирани за 2018 година. Значи, кој ги изработва програмите и дали навремено ќе ги изготват. Во врска со овој дел имам и уште едно прашање. Јавното предпријатие Комуналец има за обврска после изведената канализациона или водоводна линија, дали тоа е нова или реконструкција, да ги врати улиците или пак тротоарите во првобитната состојба. И јас поставував и прашање уште многу одамна во неколку наврати на седниците кога се гледа извештајот од Комуналец за проблемот со улица Шишка. Не ја гледам тука како планирање. Улица Шишка кога се реконструираше не се врати во првобитната состојба и таму имаме проблем. Од несоодветна градба има многу дупки кои што мислам дека го загрозуваат сериозно сообраќајниот тек на тој потек, а доста е фреквентна улицата. Јас добив претходно од вашиот претходник одговор дека прво дека ќе се врати во првобитната состојба, ќе се направат исправки, потоа во нареден случај дека ќе се покрене постапка против изведувачот и од тоа нема никакви резултати, односно граѓаните кои што живеат на тој потек не гледаат ефекти и сакам да знам докаде е таа постапка и дали има шанси да тој потек се доведе во онаа состојба која што беше претходно. Во секторот за комунална хигиена сакам да кажам дека еден коментар од граѓаните дека е подигнато многу на повисоко ниво одржувањето на хигиената во градот. Во делот за оделението за работата на оделението за хортикултура, исто така забележливо е работењето на овој оддел
Имам само една забелешка. Во уредувањето на градскиот парк сметам дека може да се интервенира повеќе, има доста исушени дрва. Се надевам дека ќе се стави во функција таму и базенчето и чешмите. И вајда че има можности да се стават и некои групи на цвечиња. Во делот каде што е работата на правната служба е за пофалба работењето со оглед на тоа дека во тој дел имаме кажано дека имаме 1265 опомени пред поднесување на предлог за издавање на нотарски платен налог за физички лица, што е добра работа. Значи, добра работа во смисла дека не се дадени извршни решенија за граѓаните, не се врши таков притисок на граѓаните на кои што ќе имаат дополнителен притисок, бидејќи кавадарчани се домачини луѓе и сакаат да си ги платат своите сметки, меѓутоа од некои објективни причини може би дошле во ситуација да не можат да ги платат и еве јавното предпријатие Комуналец му излегува во сусрет и ги тера постапките така како што треба да бидат, а тоа не се одразува негативно на финансиското работење. Од прегледот кој што го дал јавното предпријатие за тромесечниот извештај, бројките кажуваат позитивни резултати. Да речеме, имаме приходи ова тромесечие 39 милиона и 500 илјади, во споредбено со изминатото тромесечие е значително покачено, тогаш имало само 37 милиона и 600, паралелно расходите се намалени. И имаме расходи во 2017 35 милиони, грубо кажано, а во 2018 33 милиони. И имаме добивка од 2 милиони. Бројките за тромесечниот извештај од работењето на делот на хидроцентрали исто така се за пофалба и тука имаме зголемување на бројките споредбено со 2017 година на приходите, а на расходите имаме намалување за 87.559 денари. Со ова сакам да кажам пофалби за работењето на јавното предпријатие Комуналец, за доброто менаџирање на директорот и за добрите насоки кои што се дадени од градоначалникот. Благодарам. Друг за дискусија? Зоран Иванов, појде. Почитувам градоначалник, председател на Советот, почитувани колеги советници, менеджментот на јавното предпријатие Комуналец, Совет за млади, почитувани граѓани, дебатираме, односно дискутираме по првите точки кои што се горе-долу сите поврзани со јавното предпријатие Комуналец. Во голем дел дискусијата на претходната дискутанка на колешката Минова и ние како советничка група се сложуваме со нели позитивните искажувања кон работењето на јавното предпријатие Комуналец, но сепак како ВМРО-ДПМН ние се уште не сме толку задоволни, бидејќи може Комуналец уште повеќе да ја подигне нивото на хигиена и на работа на јавното предпријатие. Впрочем и ВМРО-ДПМН знае секогаш да го дава максимум во работењето без разлика во кој дел се станува збор, за кој дел станува збор. Ние како советничка група од прво до 19 прашање, до 19 точка. Уговорот и колегите не даваме политички аргументи, нема потреба од таа работа. Секој втор збор, СДС и ВМРО не носи ефект. Сега дискутираме за Комуналец. Добро. Еве јас да бидеме поскромни. Јас еве го
Да бидеме Во ред. Еве, председателе на Советот, господин Ристо Калиев, како да зборуваме? Убаво се што скажуваш, ама секој втор збор ние ВМРО ДПМН. За овие другите Па да, тоа е факт. Ама нека каже ја го питам како најголем ВМРО, ама на секој збор правиме неубава атмосфера. И така е растурен односот сега меѓу овие групи, сега уште толку ВМРО ДПМН. Може ли да продолжим? Значи, ние како ВМРО ДПМН, односно советничката група која што е предводена од ВМРО ДПМН, ќе ги подржи сите точки кои што се на дневен ред и ќе ги гласаме едногласно, односно позитивно за. Со тоа што председателя на Совет упатуваме и уште едно прашање до директорот на јавното предпријатие Комуналец, односно барање од нашата советничка група, по нашата координација која што имавме сношти, заземавме став и предходно во предходните седници на Совет кога се дискутира за јавното предпријатие Комуналец, ние бараме како советничка група менаџментот на јавното предпријатие Комуналец да изнајде начин да го дигне нивото на платите, висината на платите да биде поголема, посебно тоа да биде во апсолутен износ. Што значи тоа? Пониските плати, оние што се општите работници да земат поголема плата за разлика од менаџментот. Во тој дел бевме едногласни и тука јавно упатуваме до директорот на јавното предпријатие Комуналец. Се надевам дека во топ состојба е Комуналец и ќе изнајдете начин за да ги покачиме платите. Ние како советничка група уште еднаш председателе ќе гласаме за сите овие точки. Благодарам. Колега, дали има друг за збор? Јосип Стојанов, повели. Колега од место, не сакам на говорницата, те виде јавноста дека сакаш. Почитувано градоначалник. Имаш конфликти на интереси за Комуналец, твојата плата директно да ја покачиме, другите нека бидат исти. Почитуван градоначалник, председател и колеги советници. Јас за овие точки кои сте споени, ќе го повикам представникот на ЈП Комуналец за малку поопширно да ни го објасни тромесечниот извештај, а воедно и ќе поставам 2-3 прашања во стапките што ги разгледував таму. Зошто е намален приходот од вода и канализација од претходната година и оваа година, у истиот период? И стапка 2, трошоци, има зголемување на други непроизводни услуги, за разлика од претходната година, и кои се тие услуги, да ни ги објасне малку пошироко. Толку само. Благодарам. Дали има друг за дискусија? Доколку нема, Триндафилов повеќе. Почитувани председател, градоначалник, почитувани колеги советници, значи јас само кратко 2 поенти би сакал да напомнам. Значи првата поента во однос на функционирање на Комуналец, јас би сакал да со како што рече координаторот со определена резерва, меѓутоа да ја пофалам работата на Комуналец, посебно во насока на функционирањето на хигиената во градот, на раззеленување, на обезбедување на нови зелени површини. Посебна пофалба има континуирано работат метларките, значи граѓаните сето тоа го гледаат и само би порачал да се оди во таа насока. Меѓутоа, еден проблем во однос на функционирањето на контейнерите за селектирање на отпад. Значи, јас лично барем забележувам дека граѓаните релативно слабо селектираат, тоа е прва работа, и втора работа е, би сакал и од тука јавно да апелирам до сите собственици на продавници, картонската амбалажа да се фрла во контейнерите за селектирање на отпад. Затоа што забележувам дека контейнерот за хартија е веднаш до контейнерите за обичниот отпад, а луѓето не го селектираат отпадот. Значи би порачал кампања и тука и градоначалникот, тука и директорот, дали допис некој да се прати, затоа што сметам дека и граѓаните, за граѓаните најверојатно ќе треба повеќе време, а ефект би имало повеќе за собствениците на продавници. Толку. Друг за дискусија? Виолета.
Димитрова, повеќе. Почитувани присутни, јас како председател на Комисијата за комунални дејности на вчерашната седница донесовме во координација со градоначалникот и со директорот една одлука за подброј 02-642/10 од 21.5.2018 година за усвојување на ценовник за крпење на ударни дупки на територијата на општина Кавадарци, како и претходната подброј 3 предлог одлука број 02-642/13 од 21.5.2018 година за изменување и дополнување на финансискиот план да се иземат затоа што се поврзани една со друга, пак занатаму ќе видим. Да ни образложи директорот пак. Ја во потполност се слагам со излагањето на претходната дискутанка, само имам една забелешка. Точка 3, каде што е приходот финансиски со измената 7.150.000, со ова иземање на точката во колку се иземе 11, ќе се намале на 3 милиона, мислам за 3 милиона и ќе изнесува 4.150.000, затоа што не треба таа да иземеме трета точка, туку да се остане точка. А само 11 да се иземе. Беше предлогот за двете да се изменат. Не, само едната. Мислам да. Не можеме да ги иземаме точките, усвоени дневниот ред? Не, мислам да не се негативно. Во ред се слага. Гласаме негативно, да. Не можеме. Тоа е. Доколку нема друг за дискусија, да одиме редоследно со гласање. Се извинувам, дали директорот има забележано и образложение што бара советниците сака да ни даде. Почитувам градоначалниче, председателе, советници. Значи, прво би почна со прашањето на советникот Минуа, кој и како ја прави анализата и кој ги изработува проектите и плановите за имплементација на КВВ-то, значи проектите се во изработка и по сугестија на стручни лица од општина Кавадарци и стручни лица од ЈП Комуналец, што се однесува до незиното второ прашање за враќање во правобитна состојба на деловите каде што ЈП Комуналец имал интервенција. Во наредните денови ЈП Комуналец ќе почне со санирање на тие прокопи. Исто така се слагам со тврдењето дека треба да се подобри, треба да се зголемат цветните површини во градски парк. Што се однесува до прашањето на советникот Јованчев, исто така и со него се слагам дека треба да се зголеми ефикасноста на работењето на ЈП Комуналец. А што се однесува до платата, значи во теке изработка и анализа на финансиската состојба на ЈП Комуналец, во наредните неколку месеци ќе знаеме дали сме во можност да ја покачиме платата или да и во кој процент ќе биде тоа. Што се однесува до прашањето на советникот Јосиф, во првите 3 месеци од работењето, каде што има намалување во делот на водовата канализација, значи намалување на приходот во делот на водовата канализација, тоа се однесува заради тоа што тоа намалување е споредено со 2017 година и се однесува заради тоа што 2017 година беше рекордна по наплата. Значи првите 3 месеци од 2017, како што знаете дека тогаш имаше многу ниски температури, голем број од граѓаните му беа пуштени чешмите, така да сета таа вода помина низ водомерите и беше фактурирана. Исто така беа пронајди неколку дефекти во поголеми правни субјекти во градот, така да истата таа вода беше помината низ водомерите. Значи 2017 беше рекордна по фактурирање, додека 2018 е
Иста по фактурирање со 2016, 15 или 14 година. Што се однесува до неговата забелешка дека има зголемување на непроизводни услуги, тоа се должи на нотарските услуги, услуги од извршители, адвокати и така натаму. Благодарам. Ако нема друг за дискусија, одиме редоследно со гласање. Точка број 1. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Кавадарци за 2018 година. Кој е за? Заедно со амандманот. Едногласно. Благодарам. Точка број 2. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности за 2018 година. Кој е за? Едногласно. Председателе, само една забелешка. Треба да ги изброиш колку се едногласно. Прифаќам. Едногласно. Не си тука. Забелешката е на место. Благодарам, колега. Точка број 3. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности за 2018 година. Се извинувам, втората по втор пат ја читам. Трета. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за изграда, реконструкција и одржување на локални патишта по општина Кавадарци за 2018 година. Кој е за? Заедно со амандманот. Благодарам. 12. Точка број 4. Одлука број 02/642/13 од 21.5.2018 година за изменување и дополнување на финансискиот план за 2018 година на ЈП Комуналец Кавадарци, донесена од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Кој е за? Едногласно 12. Точка број 6. Одлука број 0. Точка број 5. Одлука број 02/642/14 од 21.5.2018 година за донација на средства на синдикалната организација на ЈП Комуналец Кавадарци, донесена од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Кој е за? 12 за. Точка број 6. Одлука број 02/615/4 од 10.5.2018 година за прифаќање на тромесечен извештај за работењето на ЈП Комуналец Кавадарци, донесен од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Кој е за? 12. Едногласно, благодарам. Разговор. Професоре, кренавте? 13, да, се извинувам. Точка број 7. Одлука број 02/615/3 од 10.15.2018 година за прифаќање на тромесечен извештај за работењето на мали хидроелектрични централи Лукар, Доел, Кавадарци, донесен од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Кој е за? 13 за, благодарам. Точка број 8. Одлука број 02/642/15 од 21.5.2018 година за изменување на статут на јавно предпријатие за комунални работи Комуналец Кавадарци, донесено од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Кој е за? 13. Благодарам. 9 точка. Одлука број 02/642/17 од 21.5.2018 година за прифаќање на речистен текст на статут на јавно предпријатие за комунални работи Комуналец Кавадарци, донесено од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. 10 точка. Кој е за? 13. 10 точка. Информација број 03/663/1 од 17.5.2018 година од ЈП Комуналец Кавадарци. Кој е за? Благодарам. 11 точка. Ама не с 13 помалку, 12. 12. Точка број 11. Одлука број 02/642/10 од 21.5.2018 година за усвојување на ценовникот за крпење ударни дупки на територија на општина Кавадарци, донесена од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Кој е против? Сите? За неприфаќање. Благодарам. Точка број 12.
Odluka broj 02-642/12 od 21.5.2018 godine za usvojivanje na cenovniku za obeležuvanje na horizontalna signalizacija na teritoriji na opštine Kavadac donesena od upravnog odbora na JP Komunalac Kavadac. Ko je za? Jednoglasno 12. Благодарам. Точка број 13. Одлука број 02-642/11 од 21.5.2018 година за усвојување на ценовникот за одржување на локални патиши на територија на општина Кавадац донесено од управен одбор на НЕП Комуналец Кавадац. Кој е за? 12. Точка број 14. Одлука број 02-642/9 од 21.5.2018 година за усвојување на ценовникот одржување на полски патишта на територија на општина Кавадац и донесено од управен одбор на НЕП Комуналец Кавадац. Кој е за? 11. Благодарам. Точка број 15. Одлука број 02-642/8 од 21.5.2018 година за усвојување на ценов за одржување на сообраќајни знаци, столбови и на територијата на општина Кавадац донесено од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадац. Кој е за? 11. Точка број 16. 12. Мира не е тук. 12. Благодарам. 12. Ти 20 да не се броиш. Точка број 16. Одлука број 02-642/7 од 21.5.2018 година за усвојување на ценовникот за прередување на гранитни коцки на територија на општина Кавадац и донесено од управен одбор на ЈП Јасмин Комуналец Кавадац. ЈП Комуналец извинувам Кавадац. Кој е за? Едногласно 12 за. Број 17. Одлука број 02-642/6 од 21.5.2018 година за усвојување на ценовник за одржување на поплочени улици на територија на општина Кавадац и донесено од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадац. Кој е за? Едногласно 12. Точка број 18. Одлука број 02-642/5 од 21.5.2018 година за усвојување на ценовник за одржување на урбена опрема на територија на општина Кавадац и донесено од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадац. Кој е за? 12. Едногласно благодарам. Точка број 19. Одлука број 02-615/7 од 10.5.2018 година за изменување на одлуката за одржување на надоместок на користење пазаришен простор и други погодности на јавниот пазар во Кавадац донесено од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадац. Кој е за? Едногласно 12. Точка број 20. Предлог решение за именување на представници на општина Кавадац и за членови на управен одбор на јавно предпријатие за јавни паркиралишта Кавадац и Кавадаци. И 21 точка предлог решение за именување на представници на општина Кавадац и за членови на надзорен одбор на јавно предпријатие за јавни паркиралишта Кавадац и Кавадаци. Го молиме председателот на мандатна комисија ако сака да ги прочита имиња. Виолета Димитрова, повели ако сакаш. За членови на управниот одбор на јавното предпријатие за јавни паркиралишта Паркинг Кавадарци се именуваат Горан Кузмановски, Александар Мукаитов, Зоран Бајански, Стефан Стефанов и Снежана Најдовска. И ненадзорен? Нели ги гласаме еден по еден? Доколку сакате може и така. Кој е за? Да ги считам. Повели колешки другите од надзорен? Добро. А за надзорен одбор Костадин Младенов, Киро Јосифов, Сашко Тодоров, Горан Ѓоргиев и Емилија Шкартова. Кој е за? Благодарам. Точка 22. Предлог одлука за превземање на право на собственост, користење и управување на предмети, објекти, инсталации и друг имот на јавно осветлување без надомест на КМГ ЕОЛ Пазар. Дали има некој за дискусија?
Доколку нема за дискусија, точка давам на гласање. Кој е за? 13 за, благодарам. Точка број 23. Предлог правилник користење на собствено возило за службени цели. Кој бара збор? Доколку нема никој за збор, точка давам на гласање. Кој е за? Благодарам. 13. Точка број 24. Предлог правилник за користење на средства за репрезентација на општина Кавадаци. Кој бара збор, доколку не бара никој, точка ја ставам на гласен. Кој е за? А 13, Длашко ти? 13 за. Не дигаш ни. Точка број 25. Не прашав против и воздржани, да нема некој таков. Точка број 25. Правилник. Предлог правилник за начин на постапка на користење на верна картичка на општина Кавадаци, локална самоуправа Кавадаци, во општина Кавадаци, локална самоуправа. Кој бара збор, доколку никој не дава, точка ја става на гласање. Кој е за? Едногласно. 13. 26. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во собственост на Република Македонија на подрачје на општина Кавадаци за 2018 година. Кој бара збор? Доколку не бара никој, точка ја ставам на гласен. Кој е за? 13 за, благодарам. Точка 27. Предлог одлука 27. Предлог одлука изглед на фасадите на објект на колективно домување на улица Линденска. На зградите треба испуштено. Кој бара расправа? 27. Кој е за? Значи, предлог одлука за изгледот на фасадите, за утврдување на изглед на фасадите на објект колективно домување на улица Линденска. Заедно со амандманот. Дали некој бара збор? Божанка Минова, поели? Кај мене не е целосно напишано, Јас сакам да прашам, тука имаме повеќе примероци дадено. Кој од овие ќе оде? Зашто ќе гласаме сега? Имаме... Кај нас има во материјалот, тој што е во материјалот. Тој што е во материјалот? А предлозите тој што е материјалот е избран. А ова се предлози. А од кого е избран? Од Комисијата за урбанизам. Добре, малку ми изгледа шарено заради тоа. А доколку нема друг за дискусија, точка ја давам на гласање. Кој е за? Жанек, зали се. 14 за. 28. Предлог одлука за утврдување на објекти од значење на општина Кавадаци, реконструкција. Кој бара збор? Доколку никој не бара збор, точка ја ставам на гласање. Кој е за? 14. Гласно благодарам. Точка број 29. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за обележување на значајни настани и истакнати личности со спомен обележија. Кој бара збор? Доколку никој не бара збор, точка ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно 14. Точка број 30. Предлог одлука за подигање на спомен обележија. 4 спомен бисти на борци од НОП изработени од бронза. 3 бетонски поставки обложени со мермер и една предмет мермена плоча за постоечки постамент. Кој бара збор? Доколку никој не бара збор, точка ја ставам на гласен. Кој е за? 14 за. Точка број 31. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за активностите на општина Кавадаци во областа на спорт и млади за 2018 година. Кој бара збор, доколку никој не бара збор, точка ја ставам на гласен. Кој е за? Благодарам. Точка број 32. Предлог одлука за утврдување на потребите од донесување нова урбанистичко-планска документација за објекти надвор од плански оквир. Кој бара збор, доколку нема збор, давам на гласен. Кој е за? Едногласно 15 за. 14 извинувам. Точка број 33. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување нова урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на бесправно изградени објекти со намена на земјишто. Кој бара збор? Доколку никој не бара збор, точка ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно 15 за. Благодарам. Точка 34. Предлог одлука за
примање и давање на донација, материјално добро, противпожарникарско возило за потребите на територијално противпожарна единица Кавадарци, кој бара збор, доколку никој не бара збор, точка ја ставам на гласни, кој е за, едногласно 15. Благодарам. Точка број 35. Предлог одлука за примање донација, информативен центар Кавадарци, кој е за, едногласно 15. Благодарам. Точка број 36. Предлог одлука за примање на донација материјално добро, изграда на спортски рекреативни справи на спортски рекреативната зона на улица 11 октомври, парк Полана, кој е за, едногласно 14. Благодарам. Точка број 37. Предлог одлука за примање на донација на материјално добро течно гориво Евродизел, кој е за, едногласно 14. 38. Предлог одлука за примање на и давање на донација материјално добро моторно возило КАВ Комерц Петар Дојел Кавадарци за потребите на полицијска станица од општа надлежност Кавадарци, кој е за, едногласно. Точка број 39. Предлог одлука за примање и давање на трајно користење движна ствар библиотека Феткин Кавадарци, кој е за, едногласно 14. Благодарам. Точка број 40. Предлог одлука за примање и давање на трајно користење движна ствар библиотека Феткин Кавадарци, кој е за, едногласно. Точка број 41. Предлог одлука за отпис на стари неупотребливи ствари на територијална противпожарна единица Кавадарци, кој е за, едногласно 14. Точка број 34. Предлог годишен план за вработување на општина Кавадарци за 2019 година, за 2018 година, кој е за, едногласно благодарам. 43. Предлог годишен план за вработување на општина Кавадарци за 2019 година, кој е за, едногласно. Точка број 44. Предлог одлука за давање согласност за вклучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет број 3/18 заведен пред 8 суд Кавадарци, кој е за, едногласно благодарам. Точка број 45. Програма Традиционален фестивал Гроздобер 2018 година, кој е за, едногласно благодарам. Точка број 46. Предлог решение за разрешување именување представници на општина Кавадарци за членови во училишниот одбор на Основно училиште Кирос Панџев Брко Кавадарци. Средно основно општинско училиште Кирос Панџев Брко Кавадарци. Председателки, ако сакате да ги почитате. Почитувани присутни, за членови се предлагаат Душко Панов, Киро Крстевски, Гого Гогов и Веса Богева. Душко Панов, Киро Крстевски, Гого Гогов и Веса Богева. Добро, точка е Веса Богева. за збор. Тоа комисија да го предложи, јас имам друг предлог, да видат Весна Богева, Гого Гогов и третиот што го прочитавте. Образложението е кое? Затоа што таму од СДС нема луѓе. Образложението заради принципиелност беше дека излева нивни член да влезе нивни член. Уште 4 години да именувате, нема да влезе човек од СДС затоа што сите се од ВМРО. Кој проблем го има советниците од мојата лева страна ако има еден човек од советничката група на СДСМ, за да може, ако не друго, бар да даде известување што се работи таму во училиштето? И кој проблемот ако биде и односно да силите 7:2, например, во корист на ВМРО ДПМН? И не ми е јасно зашто ова не сака да го прифатите. Дали е тоа функција што се плаќа? Не. Тоа е мојот коментар и сакам за тоа да гласаме, за тоа што ова сакавме да го договориме за да биде принципиелно. Благодарам. Пауза 5 минути да се консултираме поново. Почитуван градоначалник, почитуван председател на совет, почитувани колеги советници. Ако може уште еднаш председателката на комисијата да ги прочита членовите кои што се поминати на комисија за мандатни прашања
и мислам дека треба да се даде на гласање тоа, затоа што е поминато веќе на комисија. Не гледам зошто тука сега се дават некои си други поразлични предлози од тие што се поминати на комисија. Благодарам. 5 минути пауза. Не, само коментар. Не знам на колегата советник дали му е јасно, комисијата не за мандатни имунитетни прашања не бира. Значи бира советот. Бирате сите вие. И ние сме тие кои што ќе прифатиме или не прифаќаме. И ви кажав зошто е тоа така. Да не зборуваме нели за принципиелност. Затоа што ако ова не го изгласите, јас барам право повторно за збор. Господине. Правиме пауза и продолжуваме. Колеги, може да продолжиме. Председател на мандатна, Виолета ја повикувам Димитрова да ги прочита предлозите од мандата. На училишниот одбор на Кирос Панчов Брков се предлагаат следниве членови: Душко Панов, Гого Гогов и Веса Богева. Може ли да ги ставиме на гласање? Може. Кој е за? Благодарам. Не, го чекаме да почнеме. Барање од ИГМ Трет Илија, Дојел Кавадарци, број 101/1 ИГМ од 26.1.2018. Го повикам председателот на комисијата да го прочита заклучкото за урбанизам за Јосиф Стојанов, да ја прочита одлуката од комисија. Почитуван председателе, колеги советници, почитуван градоначалник, Комисијата за урбанизам донесе заклучок и е против оваа промена на урбанистички план за промена од Г2 во Г1 и ние како совет сме за развој на компанијата, но да се најде соодветна локација со услови за развој на Г1 индустрија. Благодарам. Значи, Дали има сте некој за против. дискусија? Поведи. Почитувани советници, и Комисијата за екологија денес имаше седница и на Комисијата за екологија се донесе одлука да не се поддржи преформулирањето на зоната Г2 во Г1. Благодарам. Ако нема друг за дискусија, точката ја ставам на гласање. Да остане Г1, како што е до сега, кој е за? Да остане Г2, да не биде Г1. Како што е до сега, кој е за? Значи, заклучокот, ние, ова е барање. Значи, ние го гласаме. Барање од ИГМ Трет Илија, Дојел, број 101/1, 26.1.2018. Значи, ова барање. Барањето да донесеме Г1. Значи, ние сме против Г1, треба Г2. Има ли представници? Дали сакате представниците да дадат збор или да гласат? Не, советниците. Советниците, дали барате образложение од... Не барате. Ако не барате... Али... Ако имате потреба, ако не го рете, нема потреба. Советниците викат да нема потреба. Доколку имате ви потреба од нас. Затоа сме присутни. Советниците викат дека нема потреба од образложување. Пошто ова еднаш беше образложено и советниците мислат дека нема потреба. Точката ја ставам на гласање. Значи, ако гласаме за, заклучокот на комисијата да остане барањето ИГМ Трет да се промени Г1 место Г2, ја ставам на гласање. Г2 во Г1. Значи, кој е за да се промени од Г2 во Г1?
Кој е за? Кој е за? Нема ни еден. Кој е против? Нема дигнато. Кој е против? Нема формулирано, не е јасно, се спишно. Си ми е јасно. Кој е против? Благодарам. 47 точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за развој на општина Кавадаци за 2018 година. Кој бара збор? Повели? Почитуван градоначалник, председател и колеги советници. Барам едно мало објаснување од секторот за развој. Тука има за проектот изработка за проектно-техничка документација на речното корито Луда Мара и има една сума од 1.947.654 денари. И објаснето е кој ќе ги сноси тие 50% ќе обезбеди Бирото за регионален развој и 50% општина Кавадарци. Ова изработката на овој проектно-техничката документација, кој ќе ја врши и колку е процентот на извршителот на овој проект. Законски е од 1 до 3%. Ако може да се објасни. И која е сумата? Друг за дискусија? Доколку нема, дали можат службите или градоначалник? За колекторскиот систем за отпадни води и за проектно-техничка документација за Луда Мара. На проектот колку е нивната сума, колку ќе се добие? Вака. И кој го прави проект? Не, сега ние вака, програмата, измената на програмата е во првиот дел е за изработка на проектно-техничка документација на речно корито за Луда Мара. Тука имаме, значи, целата сума изнесува 1.947.650 денари, од кои што 50% обезбедуваат преку Бирото за регионален развој, а 50% се од учество на општина Кавадарци. Тие аплицирани е добиен проект. Сега треба да се подпише договор, да се распишува тендер и да се пристапи кон имплементација на проектот. 1.947.654 денари. За проектот, господин, колку е тие што го изготвува проектот? Па не сме стигнати до таа фаза. Значи сега прво ќе се тоа е буџетот на проектот е толку. Од кога се подпише договорот треба да се распишува тендер, па после се изработува. Сега аплицираме само со финансиски средства пред Бирото. Вториот дел е за изградба на колекторскиот систем за отпадни води. Таму вредноста изнесува 3.699.654, од каде што после одобрувањето ни се од страна на Министерството за животна средина ни се одобрени 800.000 денари, а 2.899.654 денари ќе бидат обезбедени од буџетот на општина Кавадаци. Исто и таму е истиот принцип. После подпишувањето на договор следуваат тие работи. Благодарам. Дали е доволно? Дали има друг за дискусија? Доколку нема, точка ја ставам на гласен. Кој е за? Едногласно благодарам. Тоа е исцрпен дневниот ред и ја затварам 10-та седмица.